Некои не поминуваат под бандера плашејќи се од лоша среќа. Други фрлаат сол против уроци. Трети сакаат да чукнат во дрво. Ама ако сакаш со сигурност да ти отворат, тогаш не тропаш ни во дрво, ни во иверка, туку. Здраво! Здраво! Денеска ја испревртавме среќата. Не си ти кај нас, ние кај тебе. Така. И нели, како се вика, се доаѓа со вино, за да не тече лесно и со благо да не биде сладко. Штува, ти благодарам. Значи денеска со нас има Спасовска. Јас не знам каде побрзо да погледнам. На секој чекор во твојот дом има по некое храмче, мини храмче. Од 1 до 10, колку се карактеризираш себе дека си суеверна? 10. 10. Ај објасни ми ги. Посебно сега, откако ми доја на гости и откако знам дека фокусот е на таа тема, си ги препознаваш. Се освестив дека дефинитивно сум 10-ка. Не знам, јас кога го видов ова дрвото ме фасцинираше. Ке ми го објасниш? Да, знаејќи со години наназад дека money tree или дрво на животот и на парите и на материјалниот свет, дека значи символот највеќе е дрво, поврзан со дрво. Преку многу модули и курсеви кај што сум била и каде што сум изучувала такви работи, секаде сум наоѓала во просториите, дали ќе било тоа слика, дали нацртана или залепена, некаков символ со дрво на парите. И пред 2,5 години одлучив да си го пресликам тоа и кај мене дома, меѓутоа во 3D форма, како што го гледаш овде. И овие паричиња колку време ги собираше? Па тие се собирани со не знам. На секој кусур? На секој кусур ги собирав во тегли, многу во тегли. Повеќето останатиот дел отидов и ги помножив во големи банкноти. Останатите одлучив да ги залепам на ѕид и со тоа што... Ти носат ли среќа? Чувствуваш разлика? Па самата верба во тоа дека постои нешто, дефинитивно да, и сега јас имам неколку стимули направено или неколку цели како тоа би се развивало. Почнува од оздола, од најдоле, со самата тапета. Таму е најгусто? Не. Да, има доле на самата плочка, ако може да се види, дека почнува баш од оздола, не лебдат. И благодарение на самата тапета што овде има таков столб, одлучив догоре да ги размножам и да се ставам себе си со најголемите ти си тоа горе? Цифри горе, да, јас сум тоа горе, не може да биде друг. И со, тоа е AI верзија од мене, со круна, со тоа што јас ги славам истите. И чеки се, ова само за тебе функционира? Па јас сама живеам дома и да, ова е специјално за мене. Еве, јас сум ти на гости, ако ставам јас паричка, за мене ќе важи? Ако ставиш ти паричка, таа е веќе моја паричка. Не знам, ајде да видиме, чекај да видиме. Ама види, јас немам ситни. Ама и тоа знаеш зашто? Зашто сакам побрзо да фатам. Ете, гледаш? Гледаш како си доаѓаат пари? Па да, за тебе да. Добро, дали да стојат тука? А вака ако ми правиш, секој ден ќе те викам на гости. За секој ден не знам дали ќе можам вака да ти оставам крупно, на крај ќе ги раситнам, па ќе секој ден ќе лепам и ја по денарче, па ќе го расцветаме дрво. Музика ќе ставиме тука. На социјални мрежи чувствуваш таква енергија? Многу. Во коментари, во коментари не. Барем сега за сега немам почувствувано толку нешто што ќе ме вознемири и фала им на оние кои што ме следат и кои што се културни до крај. Веројатно им влијаам некако убаво позитивно, меѓутоа не чувствувам точно од кого доаѓа, знам дека кога ми е убаво и кога ќе ставам некоја стори, например, или некоја убава објава, каде што си ја споделувам мојата енергија буквално на највисоко ниво во моментот како се чувствувам, знае веднаш да ми падне енергијата, буквално да ми се исече од корен во самата секунда како ќе го објавам нештото. Да. А како се справуваш со луѓе, например, кои што се си има некакво значење, се си има некаква си врти енергијата, си флуктуира. Дојде некој ти рече, јас не верувам во ова, нема врска. Секоја чест
Секој има право да верува Јас во што верувам, сака. затоа ќе си ја вртам оваа куглата што е кристална од глобусот, нели? Пошто тоа значи дека ќе патувам. Така ли? Затоа да. Ете, гледаш, јас тоа Да. не го знаев како така, мене ми символизира како цел свет да ми е тука, на дланка. И дека јас го имам светот, не светот мене, туку јас го држам светот во себе. А инаку знаат и пример да речеме, еве брат ми ќе го земам за пример, тој може би и не верува толку или пак не сака да си признае дека верува и многу знае да ме зафркава, да рече, аха, значи станов, добро, подземни води има овде или нема? Кажи како ти е свртен, добра си Викаш, се не сум на ова. приземја. И ме зафркава така често. Или компасот кај, бидејќи јас многу често и со компасот секоја позиција мора да ми биде. По фенкшуи. По фенкшуи, да, сум ангажирала екипи за фенкшуи да ми кажат кој каде треба да стои по мојот хороскоп. Во текот на денот колку пати си бараш некакво логично, не е логично, можеби тоа е некакво објаснување. Да си најдеш за нешто што се случило во денот, позитивно или негативно. Дали се што ти се случува во текот на еден ден, а што ти е важно, на пример, го идентификуваш со енергијата која што некој или некое место го има. Да, на пример, ќе земам за пример, јас кога сум сама и најчесто сум позиционирана некаде каде што гледам во некое ќоше од моите храмчиња по дома или пак преку прозорец и знае пример да дојде во тој момент каде што јас имам некоја идеја во главата да дојде бел голуб да ми застане на И одма знак. Одма тоа е дефинитивно или пак нешто лошо, пример црно нешто ќе помине. А црните ги гледаш? Работи ги читам како дека не треба тоа во моментот. И ги неутрализираш. Па ги прифаќам, бидејќи без црниот цвет не може ни белиот да опстане, така да само се знаци дека не треба до толку да се дава форсирање. Без да го слушнам тоа, јас сама го имам применето. Пример во Калифорнија пред да полагам за кола, морав да земам нешто, некој символ со мене, кој што ми значи и кога ја видов и како се вика, женава што требаше да ме да потврди дали добро возам, да ми даде возачка всушност, носеше слични символи како моите, во вид на обетки и тоа беше знак. Јас го препознав тоа и се препуштив, што може би е и само психолошка потврда дека тоа е нештото и тогаш не мора ни да значи символот дека е точен, туку мене ми влијае позитивно, што ме опушта и јас сум сигурна дека тоа ќе помине. Не знам, за мене добар почеток на денот е ако најдам место за паркинг. И ако си најдам место за паркинг, се знам дека ќе тече после онака гладко.